Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие секој ден гледате 4 сезони и вистински уживате во сето она што го готвам за вас. Се надевам дека и денешното јадење ќе биде многу вкусно, интересно и колоритно. За што станува збор? Станува збор за сендвичи со месо од димена пастрмка. Во последно време, димената пастрмка може да се најде и во нашите маркети и рибарници и навистина е вистински деликатес. Оној што пробал знае, а оној што не пробал веднаш да проба, за тоа што вкусот е неодолив. Главното јадење денеска е многу вкусна, интересна медитеранска паста со лосос. Риба која е навистина многу почитувана не само кај нас, него и насекаде во светот. Пастата ќе ја свариме да биде ал денте, лососот ќе го обработиме на путер, ќе ги додадеме сите зачини и сите додатоци, на крај пастата ќе измешаме и вистински ќе уживаме. А вистинското освежување во оваа емисија ќе биде јогурт салата со свежа зелена марула и со свежа краставица. Ќе додадеме и копар. Сето тоа ќе го соединиме и на крај ќе добиеме салата која вистински заслужува почит. Која ќе ги споиме сите 3 јадења денеска, вистински ќе уживаме овде во студиото, а се надевам дека и вие дома ќе уживате кога ќе ги направите за вас и за вашите најдраги. Денес ќе направам прекрасна и превкусна паста со лосос. Лососот е риба која навистина е многу почитувана насекаде во светот, па и кај нас. Цената малце е повисока, меѓутоа кога сакаме да каснеме нешто убаво како парче риба, лососот е вистински избор. Секако не смееме да ги заборавиме и нашите пастрмки и сите оние риби кои ги има на нашиот пазар, меѓутоа лососот е навистина нешто посебно. Многу кратко се обработува, треба да биде мек и сочен, не смееме никако да го готвиме многу долго за тоа што ќе се исуши и тогаш нема да биде вкусен. Ајде полека. Повторно избрав тагатели како тестенина. Водата ја ставив да врие и секако ќе ја зачинам само со сол. Многу е важно кога вариме паста или тестенини, водата да биде солена, затоа што на тој начин и тестенините ќе бидат солени. Ако ставиме сол на крај, а тестенините не се солени, ќе бидат малце љутнави. Така да, водата си врие. Јас ќе ги додадам тестенините и веднаш ќе почнам да ги правам убавите мали сендвичиња или лепчиња со димена пастрмка. Димена пастрмка во последно време ја има и на нашиот пазар и сум навистина многу среќен за тоа што е нешто кое е многу вкусно. Ајде сега вака полека да почнеме. Крем сирење ставиме во еден поголем сат. Ке додадеме капери. Капарите се медитеранска грмушка, имаат кисело горчлив соленов вкус и се навистина многу почитувани во светот на гастрономијата. Ке додадеме суви домати во масло кој претходно ги сецкав на ситни коцки, малце сок од лимон и малце маслиново масло. Сега сето ова убаво ќе го соединам. И ќе ја исецкам пастрмката. Еве како може да ја купите уредно на картонче, вакуумирана и смрзната. Што значи тоа? Откако ќе ја купите? 1 час најмалце нека седи на собна температура да опушти. А потоа едноставно извадете ја кожата и исецкајте ја многу ситно. Има црвен бибер во нејзе како додаток на зачин. Црвен бибер, всушност тоа е плотот еукалиптус. Натре, во самото зрно, има уште едно мало зрно кое има многу јак и интензивен вкус. Затоа, наједноставен начин.
Убаво истолчете ги, ставете ги во сито и просејте. Она што ќе падне доле е вкусот, а малото зрнце ќе остане во ситото. Сега јас ќе ги трнам вака на страна. Така. И пастрмката ќе ја исецкам многу ситно. Целата оваа пастрмка ќе ја ставам во смесата. И убаво ќе соединам. Ајде сега, ќе ги земеме лепчињата. И на сите ќе ставиме по една мала лажичка. И убаво расширете по целото лепче. И од која ќе ги намачкаме, ќе ги преклопиме и ќе ги ставиме во фрижидер. Рекова го правам, во тавче ќе додадам путер да се растопи. А потоа лососот ќе го исецкам и ќе го ставам во путерот на среден оган, полека да се испржи од сите страни, меѓутоа не многу. Ајде, пастата е готова. Спремете еден сад со многу ладна вода и ставете ја во него, пресечете ја. На овој начин ќе се прекине термичката обработка, пастата ќе се олади и ќе ја задржи формата и ќе биде баш онака како што треба. Отлично. Лепчињата, како што ви кажав, ќе ги преклопиме, ќе ги стиснеме малце и ќе ги ставиме на една чинија и веднаш одат во фрижидер. Убаво е барем еден час да останат во фрижидер за се што има внатре, да се спои со лепчето и вкусот да го имаме насекаде. Меѓутоа, ако немате време, и на овој начин вкусот ќе го имате и ќе бидат навистина многу вкусни. Ајде сега да видиме путерот убаво си крцка. Лососот ќе го исечеме на големи парчиња. И ќе го ставиме да се испржи на среден оган. Никако на јак, зашто на тој начин ќе изгори и ништо не сме направиле. Отлично, сега ќе му додадеме малце сол. Малце бибер.
додека лососот си се пржи, јас ќе ја направам и салатата. Свежа зелена салата. Марула, краставица, јогурт, маслиново масло, лимон. Едноставно, а многу вкусно, а на крај зачинето со малце копар. Што треба да направиме? Во јогуртот ќе го додадеме маслиновото масло, лимоновиот сок, малце сол и малце бибер, познатиот јогурт сос, кој е навистина многу вкусен и многу освежителен. Сега што треба да направиме? Убаво да го соединиме. Ова е готово. Сега ќе го деглазираме малце со бело вино. Ќе оставиме тоа да се искрчка. Салатата ја направам многу едноставно, како што ви кажав. Зелена краставица убаво ќе ја измиете. Ќе ја сечете на 4 и на покрупни парченца. Ќе ја исецкате и ќе ја ставите во длабокиот сад. А марулата ќе ја искинеме овој пат со рака. Искинете ја марулата на парченца големи, да не ви пречи кога ќе ја јадете, да не бидат преголеми, него едноставно да можете да ја изедете и да ја ставите во уста. Ете така. И се тоа што јас сега го правам, верувајте дека за само 45 минути можете и вие дома да го направите за вас и за вашите најдраги, за тоа што е многу едноставно. Некогаш едноставните работи се навистина многу добри, верувајте. Додадам од сосот. Ке измешам и тоа е тоа, драги мои. Едноставно, лесно и брзо. Сега во лососот ќе додадам кисела павлака и нежно ќе размешам. Шубаво мириса. Ќе додадеме и малце лимон, ради киселост дополнителна. Ајде сега да ги видиме сендвичињата, дали се добро оладени. И сега ќе ги пробам да ги исечам, да ги трнам корките. Убаво да ги сечете, ножот мора да биде навистина многу оштар. Ставиме малце рукола. Погледнете какви се сендвичињата. Ставиме едно вака. Другото ќе оставиме така и ќе сечам уште едно.
На овој начин може да направите вакви мали сендвичиња со различен мастрав. Значи не мора да биде само со риба, него може буквално со се што вие сакате да јадете, а се навистина многу вкусни, како и да ги направите. Ете, тука ќе оставам уште едното. Пастата ни е готова, сосот убаво се направи и сега, пред да ја извадам целата паста од ладната вода, ќе додадам малку во лососот заедно со сосот и полека на ниска температура, средна или малку повеќе од средна, ќе го оставам сето ова убаво да се искрчка, меѓутоа ќе внимавам да не се распаднат парчињата риба, за тоа што треба да бидат цели. Иначе, лососот е риба која е навистина доста масна. А тоа значи дека има и доста омега-3 масни киселини кои се навистина многу здрави за нас луѓето. Не знам дали знаете, јас ова сум го спомнал и во некоја од другите емисии. Рибата не произведува само омега-3 масни киселини, него јаде храна која содржи омега-3 масни киселини и всушност се наоѓаат веднаш под кожата, измеѓу месото и кожата, маснотијата на рибата. Затоа, јадете барем 2 пати во неделата риба, за да бидете здрави и да внесете доволно омега-3 масни киселини. Ќе оставам сега полека да си крчка, а за тоа време ќе ја ставам салатата во чинија. Убава порција салата. Додадеме малце копар. Копар ќе додадеме и во пастата. Одлично ми се допаѓа како изгледа. Одлична густина на пастата. Ми се допаѓа како мириса. Многу го сакам вкусот на рибата. Многу навистина за тоа што едноставно јадеме чисто, убаво, квалитетно месо полно со протеини и вистинско уживање. Сега, многу едноставно, пастата ќе ја ставиме во тањирот. Одозгора ќе додадам малце ситно сецкан копар и малце ладно цедено маслиново масло. Нека ни е на здравје. Мали вкусни сендвичи со крем сирење и со димена пастрмка. Идеален вкус кој, верувајте, вистински ќе ве освои. А пастата со лосос, идеална, верувајте, за сите. Салатата, свежа, посвежа, не може да биде. Затоа, вистински уживајте додека ги готвите овие 3 убави и вкусни јадења и уште повеќе уживајте додека ги гледате вашите дома како бескрајно уживаат, додека јадат од се што вие ќе сготвите за нив. Тоа беше се за денеска, драги мои, а јас секако да ги поздравам и моите пријатели од Гурман Меса Танасовски од населба Аеродром и специјалистичкиот центар за медицина и физикална терапија ПЗУ Ива Беланова во населба Лисиче. Имајте добра и пријатна вечер.